почитувани представници на медиумите, почитувани земјоделци и тутунопроизводители. Цврсто застанавме на страната на сите земјоделци и производители на тутун, кои што претрпеа штета од невремето што зафати дел од територијата на општина Прилеп, односно населените места Големо и Мало Којнари, Кадино село, како и дел од Варош. Сите земјоделци кои имаат штети ќе бидат соодветно и законски обештетени. Владата на Република Македонија преку Министерството за земјоделие ќе донесе одлука за висината на обештетувањето врз база на проценката од теренот што ја вршат стручните комисии. Сакаме да потенцираме дека покрај помошта од државата за прв пат од локалниот буџет на општина Прилеп ќе бидат издвоени средства за директно обештетување на земјоделците. Иако во минатото имаше случаи кога земјоделските култури од Прилепскиот регион беа зафатени и уништени од природни непогоди, поранешната локална власт, предводена од ВМРО ДПМН, за жал, ниту еднаш не издвои средства за надомест на штетите. Наместо за помош на честните земјоделци, криминалците од ВМРО ДПМН ги трошија парите на наместени тендери и сомнителни набавки. ВМРО ДПМН бесрамно ги лажеше тутунарите дека ќе се укинат субвенциите за тутунот, но не само што не се укинаат, напротив, ние ги изголемивме. За разлика од лажната грижа на ВМРО ДПМН, ние искрено ја споделуваме маката на оштетените земјоделци и нашата поддршка ќе ја покажуваме со конкретни мерки и директна помош од локалниот буџет. Затоа Советот на општина Прилеп по барање и заложба на градоначалникот Илија Јовановски на вчерашната седница донесе заклучок за проценка и исплата на штетите настанати од природната непогода. Со домаќинско и одговорно менаџирање на локалниот буџет има пари и помош за земјоделците. Истовремено формирани се дополнителни 2 стручни комисии со цел да се забрза проценката на терен, а со тоа и исплатата на обештетувањето на земјоделците. Ја цениме маката на земјоделецот, работливоста на тутунарот и нема да дозволиме да бидат оставени сами на себе си. Зборот е збор. Ви благодарам.